Киднапери, педофили или ситни криминалци во средата напладне се обиделе да ја оддалечат 7-годишната ќерка на пратеникот на Социјалдемократскиот сојуз од Кочани Сашко Костов. Инцидентот се случил пред семејната куќа на Костови во Кочани, кога детето се враќало од училиште. Непознати лица со светлосин автомобил со странска регистрација се паркирале токму на ова место, во близина на куќата на пратеникот Костов. Го отвориле прозорецот и од детето со груб тон побарало да влезе во автомобилот. Срекна околност е што во тој момент на влезната куќна врата се појавил вујкото на пратеникот, кој реагирал енергично, пошто можните киднапери со голема брзина го напуштиле местото и заминале кон соседната улица. Нормално, а и според признанието на пратеникот Костов, настанот внел голем немир и загриженост во семејството, но тој сепак повеќе од 24 часа се решил на молк. Зошто? Сомнежи немам, долгови немам, а досега не сум имал ниту закани. Откако настанот се случи, може да имам само предпоставки, но конкретно ништо. Пријави во полиција и очекувам таа во најскоро време да ја заврши работата, пошто веројатно се ќе биде јасно. Изјави Костов за телевизија Стар утринава во телефонски разговор. Немногу подоцна во врска со случајот Костов даде изјава за медиумите, бидејќи како што претходно објасни, не баш сите за настанот објавиле како што треба. Нема никаква врска со настанот, ниту пак со мене и не сум дел на никакви групи, на никакви криминални банди и на никого ништо ниту должам, ниту имам бизнеси, ниту имам фирми и се оно што се наведуваше таму. А со братот на Маринела Тушева и Маринела Тушева имам две заеднички работи, член на иста политичка партија и тие јас по национално сме власти. Една од главните теми на муабет на Кончанчени денеска е токму случајот на ќерката на пратеникот Костов. Како тие коментираат? Право за мене тоа несфатливо да се киднапира дете. То само лудак може да направи или некој што не е во ред, а да киднапират за пари евентуално тоа го прават у некои мафиошки кругови тамо. За пари, не знам за друго, за долгови некои тамо што има да рачистуваат. Ја навистина не можам да го сватам тоа како смее некој како може да си дозволи да киднапира детенци. Тоа е само некоја освета нешто. Друго ја мислам не би се осудил човек тоа да го направи. Најверојатно некоја уцена. Уцена или за пари или за нешто друго. Освета не верувам да е освета. Некоја политика е сигурно се врши или кои пари. Не може да би. Па, омраз. Значи, што знам, може да објаснам баш. Па, може да си имат и закачки, ама дето поготово не е виновно ништо. Во врска со случајот кој предизвика големо и граѓанско и политичко внимание, од МВР денес изјавија дека не се работи за обид за киднапирање, туку во прашање се лица кои вознемирувале граѓани. По претходно добиена пријава преземени се мерки и случајот е расчистен, односно приведени се две лица. Констатирано е дека МГ-18 и ИЈ-18 со патничко возило БМВ управувано од МГ се движеле низ улиците по градот и вознемирувале граѓани. Лицата се приведени во полициска станица Кочани, а за случајот е известен јавен обвинител. Се вели во одговорот од МВР.